Нема да прифатам сегашна македонска нација. Бугарија останува заложник на политиките на живковизмот и сакаат да создадат вештачка македонска нација, порача премиерот Христијан Мицкоски во пресрет на гласањето на извештајот за напредокот на Македонија во Европскиот парламент. Изразува жалење што ваквите предлози доаѓаат од сестринската партија на ВМРО ДПМН и ГЕРБ, но вели не е изненаден од овие обиди. Мицкоски потенцираше дека има интензивни разговори со неколку влијателни европратеници и дека ќе ги отфрли и никогаш нема да прифати работи кои немаат никаква врска со европските вредности. За жал, од страна на некои негови колеги, пратеници на кои што доаѓаат од за жал нашата сестринска партија ГЕРБ, предлагаат пред македонскиот идентитет да стои зборчето презент, сегаш. Мислам, за нас тоа не е нешто кое што е изненадување. Според Мицкоски, очекувано она што го прави официјална Софија, бидејќи основ за тоа имаат во она што го прифатила претходната власт на СДСМ и ДУИ. Вели Димитар Ковачевски и Бујар Османи лековерно прифатиле се што им било сервирано на маса со францускиот предлог и со тоа оставиле можност за сегашните барања на Бугарија. Кога го прифатиле така наречениот француски предлог, некој им дал можност. И сега тие нормално тоа го прават, но вистината излегува, порано или подоцна. А вистината е таа дека официјална Софија никогаш не се препакува и остана во суштина да биде слеп заложник на политиките на живковизмот. Тоа е суштината. Создавање на нова, сегашна македонска нација која што почива на основите на бугарската нација. Тоа е суштината позади се тоа. Нема врска неколку стотини наши сограѓани во преамбулата. Тоа е само пред завесата. Позади завесата ова е суштината. И секој оној кој не верува во ова, или е политичка аналфабета, или свесно сака да ги манипулира граѓани. Во период кога македонскиот јазик и идентитет се оспорувани од Бугарија, известувачот во Европскиот парламент Томас Вајц јасно изрази поддршка, велејќи дека македонците се македонци, а македонскиот јазик е македонски. Побара конструктивност и поддршка од европратениците за извештајот за напредокот на земјава, за што се очекува се расправа оваа недела во Брисел. Очигледно изненадена од острата реторика на македонските власти, Бугарија пред неколку дена донесе декларација во парламентот, со која се повикува Македонија да ги исполни условите прифатени со францускиот предлог пред 3 години. За владата уставни измени се можни само со одложено дејство, кога ќе добиеме гаранција дека Бугарија веќе нема да го блокира патот до полноправно членство поради билатерални прашања.